Стадион, емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија! Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Јас сум Столен Аумов и заедно ќе бидеме до 12 часа. Зашто може да зборуваме во оваа емисија, освен за она што се случуваше во Гостивар и за жал се уште се случува, но после и да се шири како проблем на секаде низ Републиката, низ државата. Нашите наслови за денеска се време на опасно пиење вода и нечиста вода. Нашите гости Борис Тачков, хидроинженер, поранешен технички директор на Водовод Скопје. Добар ден, како сте? Добар ден. Благодарам на поканата и поздрав до слушателите. И Зоран Маджарски, мој колега новинар, кој што живее и работи во Гостивар. Да. И осен поздрав за слушателите низ Македонија. Нема да донесам она што содржи водата. Добри сме, фала на прашање. Кај пиете вода? Купувате пластика, што? Јас ќе кажам моето мислење дека ја не сум љубител на вода од чешма веќе од 89-та година. Така да тоа потребата за хидрирање за тие работи или е пак умана вода или е газирана вода, сокови и нешто така почорбест. Се плашиш да? Да, ние доживеавме катастрофа. Уште тогаш да некои 10 месеци пиеме вода од цистерни и се тоа. Тоа е првото големо заматување на извориштето на Вардар. Пред колку години пред? И по 89-та, не знам, со математиката сум малку назад. Сакам да кажам дека тогаш... Не е прво тоа во Гостивар што се случува? Не, во Гостивар се случуваат многу чудни работи со водоводот. Значи тоа постојано или се заматува, или се загадува, или тоа се така. Што си имаме макани. Имаме многу вода. 89-та не пиеш вода од водовод? Добро, пијам се понекогаш се Или ја бавам. превриваш? Не. Внимателен си, предострожност на ниво. Па тоа е некој вграден инстинкт во вас кога. Знаете дека нешто што тече од чешмата не е во ред. Добро, не пиете, а користењето на водата за други намени, техничка вода во кафеа на кој отидеш, Так. пак може, не може да го избегнеш до крај тоа. Така кажав, тоа е моje мислење дека така го живеам, мојот стил е на живење. Но гостиварци си имаат сериозна мака со водата, особеното затоа што и ова се покажа. Ова е само тој врвот на ледениот брег што не функционирало досега во Гостивар. Имаме прекрасно многу количество на вода, значи над 300 литри во секунда или така му доаѓаше, мислам, капацитет на извориштето на Вардар, а тоа е доволно за еден град, можеби како Тетово, да не речам двојно поголем. Спрема на што Зборуваме кажам. детално Така. во што е проблемот. Пијат гостиварци вода и ја користат. Зоран Начков, хидроинженер, поранешен технички директор на Водовод Скопје. Би сакал нешто во однос на ова да Говорете кажа. словно само понапред малку да. Господине Зоран, науката, литературата вели на еден човек му се потребни 4 литра на ден на жител. 2 да испие, да го измие сирењето, да го измие гројзисто и за кување. 4 литра вода, еве негазира најосновната варијанта кошта 1 евро. Колку пари граѓаните едно семејство го кошта четворочлено? Ако Ако не го користи водовод. ако не го користи водовод. 4 евра по жител. Четворочлено семејство по 4, 16 евра. По 30 дена, дневно значи по 4 евра. По 30 дена 120 евра. По 12 месеци 1440 евра за флаширана вода. Флашираната вода се некаде флашира, стои месец дена во погоните кај што стои месец дена во маркетите ние. Јас никако не пијам флаширана вода исклучиво од чешма. На жала ситуацијата е таква и од кај што потекнувам од родното село со разочарав дека таа била техничка, сме направиле водовод, јас имам донесено проектанти, сме направиле водовод кој работил како треба, сега таа била техничка вода. Јас знам. И си носам од Скопје кога идам таму, да кажеме, на недела дена 2 туби по 5-6 литра. Сега сте во пензија, инаку работниот век ви поминува во најголем дел од Скопје. Инаку сте од Стениковско, од Горовинци.
Значи, финансискиот аспект, еве ќе ви кажам примерот за Струмица. Струмица немаше месец дена. Водоснабдева во Струмица 50.000 жители. 50.000 жители по 1 евро, 50.000 евра на ден. Пута 30 дена имаше проблема, 1.500.000 евра ги кошта граѓаните. Сакам да кажам дека сум исклучок кој што така користи вода, но во секој случај ја користам за сите потреби. Водоводните системи се направени за да се користат граѓаните, да не пунат од диви чешми, кај што се неконтролирани и ова за да се користат. Тие треба да се доведат во исправна состојба и граѓаните слободно ги го. Неорганизираноста, тврдам дека е најнеорганизиран на национално ниво е водоводниот сектор. Зошто? Затоа што има национална стратегија за води која е изработена од братска Словенија со нивни експерти во 2011, во парламентот усвоена во 2012. Таа се вика со водата се занимаваат 6 министерства, хидробиолошкиот завод во Охрид и се разбира од епидемиолошки аспект е во треба во Центар за јавно здравје. Центарот за јавно сега институт за јавно здравје преку центрите за јавно здравје и треба да се контролира и да им обезбедиме на граѓаните да не им биде терет. Сега во Гостивар се носи, ама ако не носат, пак ето трошок на државата. Замислите за Скопје, што викаме 600.000 жители водоснабдава Скопје од градскиот систем. Значи поред градот, дел од Сопиште, општина Студеничани, Зелениково и дел од Скопска Црна. Ако се случува работа, 600.000 жители, по 1 евро, 600.000 евра на ден. Ама по 1 литро, по 4 ако се? Не, по 1 евро е 4 литра ги веламе. 4 литра. Значи комплет. По 30 дена 18 милиона евра. По 12 216 милиона евра би го коштало граѓаните на Скопје. А од каде е вода за машина за перење, за машина за садови, за туширање? Да. Катастрофа. И моја единствена цел е, јас сум поборник на ова, го осекам како морална обврска да зборам за водите целиот живот, работен век го имам помојна во водниот сектор, за да се подобрат. Значи, моите излагања и настави се добронамерни да ги потикнеме надржните институции да работат како што треба. Све што е поврзано со водите треба да помине во Министерството за животна средина. Преку инспекторатот да се знае кој е одговорен и кој е надлежен. Вака 6 министерства, сите надлежни и никој не одговара. Господин Рачков, ви изненади ли ова во или знаејќи какви се состојбите, не ви изненадува ова што се случи во Гостивар? Не ми изненадува. Мислам ако се направат анализи, затоа што спомена Маđarски дека и пред десетина, 20 е подолг период се провлекува ова работа. Рековме беше Струмица, рековме беше Берово, еве сега Гостивар. Ако се направат детални анализи, ќе има уште многу средини со ваква ситуација. Еве сега Крушчево признае градоначалникот дека треба да се пребрива, Валандово, Арсен се споменува, Пластница, па градоначалникот Јарски рече ако во Пластница не чини водата, тоаш не чини и во Прилеп и во Кривогаштини целиот тој регион. Што значи? Треба да се сконцентрира надлежноста на едно место, да помине во животна средина, така и со националната стратегија. Ова ми личи, не Боже, како со дискотеките со пулс. Некоја подалба нејасна на ингеренции помеѓу во Скопје, например, град Скопје, општините во Скопје, па централна власт. Велите дека така слично е и со водите, распределено во повеќе министерства законски. Слично, и ние од Пулс... Сите се одговорни и никој не е одговорен на крај. Ние од Пулс требаше да извлечеме поука зошто. Поранешниот градоначалник Радко Димитров. Димитровски, да. Затоа што дал легализација на ова. Одлежа еден месец во затвор, сега ќе види. Последниот градоначалник Љупчо Папазов, значи за непостапување. Ако се направи контрола, мора
водоснабдувањето го имат комуналните предпријатија на локално ниво. Меѓутоа, контролата, наредбите треба да бидат на централно ниво и централната власт да ја држи под контрола, затоа се работи за основна животна субстанца без кој нема ни работа, ни развој, ни опстанок на еден град, на едно општина. Ако се прошират истрагите, не можемо текнало да ви кажам, дошле луѓе со купени дипломи, станале директори, најчесто си тие партиски и најдобрите лепачи на плакати да бидат директор затоа што тоа е комунална дејност. Не, треба да се има стручни луѓе за да стопанисуваат затоа што е основна животна субстанца во водата. Како беше порано? Вела дека нема кадар. Според тоа што вие ми окажувате, општината ќе избере кадар, ќе го стипендира и тој кадар е обврзан после да се врати 8 или 10 години да се одолжи за стипендирањето на општината. Дали сега го прават тоа? Не. Велат немаме кадар, немаме хидроинженери, мали се платите и тоа е. Секоја општина, ако совесно е да работи... Зборуваме за Југославија, за Социјалистичка федеративна република Југославија. Јас кога студирав на делот на хидротекна бевме 14 луѓе. Сега, по предпоследните 2 години, на Институтот за хидротехнија нема запишано ни еден. Зошто е тоа така? Нема запишано ниту еден. Ниту еден. 2 години предходно имало по неколку студенти. Зошто е тоа? Затоа што ако се запише на хидротехника на градежен факултет, треба да се утева, треба да го заслужи, да положи. Вака, теркот на штанцање, купување на дипломи и претерно се тоа бизнис менеджмент и менаџери. Приватни нема градежни факултети. Не треба да вреда. Значи ќе финансира, значи општината ќе му даде по 21 за комуналното друг за општината и ќе го обрзе 10 години да го одработи затоа што добивал стипендија. Има решение. Кои се технички директори ако не се хидроинженери по водоводите, по кој го правува стручно со тие водоводи низ држава? Јас кога бев во Скопски водо 30 година, бевме 10 хидроинженери. Имавме Љубомир Огњанов на 95 години почина човекот пред 6 месеци. Прогласен од Обединетите нации за експерт, бил давал стручна помош во Мароко, во Мексико, во ова. Александар Ивановиќ покоен, хидроинженер, црногорецко потекло, експерт од кој сме научиле, Скендеро Мерагиќ. И сега има во Скопски водовод, ама еден период беа тргнати на страна. Си измислило раководството, да не послушај, си измислило Голи оток и ги праќа во пречистителна станица во Волково и во пунктот во Сарај, 2 хидроинженери и 1 машински инженер. А овде се послушници, кои ќе ги спроведат. Директор, да речеме, не мора да биде струката, може да биде економист и правник, ама треба да се ослони на луѓето кои разбира таа работа. Во тој контекст сакам да кажам дека последниот хидроинженер и она што така беше, мислам дека му беше ниско градба или во тој одсек, пред 2 години си замина од Гостиварскиот водовод. Сакаш да кажеш дека нема хидроинженери? Не знам точно како, за да го знам овој човек кој што работил 20 кусур години. Ја работил проблематиката и во еден приватен разговор, каде си, што си, вика, напушти вработа, затоа што е мала платата и јас можам со моето знаење и звање да постигнам многу повеќе. И си замина од водовод. Од Гостиварскиот водовод, комуналец. Добар ден, повелете, имаме слушател. 032-397-07-397-727, локал 104. Стати ги слушалките. Ве слушам, повелете. Добар ден. Ме слушаш, нели? Да, ве слушам. Наступ е од Букуш. Кажи ми, кој ти се гостува? Зоран Маџовски од Гостивар, новинар. И Борис Начков, хидроинженер. Добро, познат ми е. Благодарам. Вака, господине Маџовски, да ви кажеме, јас сум од општина Сарај. Знаете, врело каде и кого снабдува. Од левата страна, аутопатот е, значи, до Тетово, од левата страна едва имаме 2-3 села вода од Раши.
замисли од 3-4 км, 5 км, имаме само 3 села. Тука се ласкаци без таа вода, Паничари, Раови, Цајдана, Семениште и Горна Расија немаат вода од Рашија. А ево на неколку километри сме тука. Сега, проблемот е кај нас во Буковиќ, пред 7-8 години ни пушија вода, не уклучија во преку Рашија, со пумпи до Копанице и горе има резервоар за нас и за Копанице. Меѓутоа не знам како е направено, поврзани двата резервоара. И сега, овој има вработени од Копанице многу, и ставаат, него го задолжеле тамо, да води евиденција која е расипана нешто, кога е дефект нешто, таква работа. Меѓутоа не е званичен чувар на обезбедување на таа вода. Ипак, тоа е обшествено и се работи за конкретно за Буковиќ, околу 600 куќи е Буковиќ, има околу 2500 жители. И сега, 8 години е, не без технички прием тече вода кај нас. Без водомери тече вода кај нас. Ни плаќаме, ниту ништо, ниту знаеме колку да плаќаме. Столе знае, кога беше Даниела... Чекате, исправност ја проверува некој, доаѓаат? Појма немам. Ниту се јавува, ниту кажуваат. А се гледа дека клон има. Па веројатно во рамките на целата проверка на Скопски водовод се прави проверка и кај вас. Не, меѓутоа, ако има некој дефект, нешто ова тешко иде одмah да се санира, туку оди неколку дена. Мене ми е целта, зошто толку години да немаме ние водомери. Ако се сеќаваш кога беше Даниела, тука, она не направи... Аз секам се јавивте тогаш и сами се понудивте да плаќате, рековте сакам да бидам одговорен граѓани. Не може да пијам, да трошам вода, а да не плаќам ништо. Макар што голем дел од луѓето ќе ви завидуваат. Нека завидуваат, ама мене не ми убаво тоа. Тоа е завид, не ми убаво мене. Че сакате да плаќате, а не доаѓаат да ви стават водомери, да ви ги земат пари. По медиумите, која има такви контакти емисии по телевизија, албанците не плаќат, албанците и како јас да плаќам како албанец, ај кажи ми се. Како да плаќам? Која општината не ни овозможува. Сега, јас тоа со тој председател на управен одбор стапив во контакт. И сакам следново прашање да го направам. Зошто по општествените фирми, званично овие готово комуналните, да има управен одбор? Треба да има работнички совет, вработени од истата организација, а не политичари од таа партија. Добро, еве нашиот гост и хидроинженерот сака да ви одговори на прашањето. Благодарам за јавувањето. Ајде кажете. Еве на пример, имаме канализација направена. Избеган е проектот како што треба да се направи. Метар не длабок колку што треба да биде. И едната страна од Буковиќ немаат пристап до канализацијата. За среќа мојата страна, од оваа страна е окей, и јас си плаќам редовно 630 денари, 630 денари месечно за ѓубрето, прекрсува со ѓубрето, само општината Стара со своји возила го чисти во Буковиќ секоја среда, чисто е многу убаво и забрането е 2 км околу Буковиќ да се прва ѓубре и се почитува тоа. Второ, канализацијата нема технички прием. И канализацијата нема технички? Нема. Таа вода оди во реката и од реката оди по реката скроз и влегува во треска влегува. Не ми текло и на вас заради притисок да ги споите цевките таму? Така, нема притиски станици, како се викате. Благодарам за јавувањето, имаме и друг слушател да проба да одговори. Сакаш да се вклучи господин Тачков, повелете. Господине, порано имаше само водоснабдување на селото Рашче. Во Рашче имаше резервар од 300 кубика.
кога пумпите од Рашче ќе го наполнат резерварот кој е 150 кубика во Копаница, не задоволува. Затоа јас сум бил вклучен и е направен резервар во Рашче од 1000 кубика за да може да се водоснабдева Кобаница, Буковиќ, Ласкарце и сега е то решено. Ме чуди зашто, тоа е после моето пенсионер, ме чуди како не се вградени водомери за да се све што не се плаќа Скапо. е скапо и затоа колегите од водовод треба да се ангажираат и да се стави водомер и да се плаќа. Ќе ви кажам само една колку е цената. 1 литро флаширана вода негазирана кошта 24 денари. 1000 литри 24.000 денари. Скопската вода во моментот е 35.02 дена. 24.000 поделено на 35.02 излева 685 литри. Значи со 1 литро што ќе купите флаширана вода, вие може да искористите од градското 685 литра. Бидејќи во структура на цената на вода 20,5 денара е за водоснабдување, па има за канализација, па има за пречистување. Таа е 25. Ако 24.000 ги поделиме на 20,5, значи вие може да корите од градски 1170 литра. Значи таа треба да има и економска цена. Добри примери да сватат и слушателите, и граѓаните, и гледачите колку е скапоцена таа вода што не ја обезбедуваат водоводите, колку треба одговорно и внимателно да се однесува. Па да, Столе, затоа што и треба да бидеме среќни, особено во подречје кој што се пошарпланина како ние, што имаме вода во изобилие. Значи не е како Имате, ама немате. Не, има. Значи тоа се големи количества кои што не знаеме да ги стопанисуваме. Проста работа. Господине, сегашниот министер за животна средина потекнува од Царај. Треба да се разговара со човекот, ми личи на разбран, колку има информации, зависи колку го информираат стручните луѓе од министерството. И ако се случи, има проблеми со Рашче, тамо со депонијата од 600-валетниот хром и бунарскиот систем Нерези Лепенец, кој дава 1420 литри во секунда, тоа е за еден среден град. Во пролетните месеци шарските снегови ја хранат подземната акумулација под жеден. А во на есен и на лето, бидејќи завршено е топење, се дополнува со системот. Едно казан, че пуштено во аеродром кисела вода или во студеничени се повлекува. Не дај Боже да се загади бунарскиот систем. Први без вода ќе остане општина Сара и општина Ѓорчепет. Добар ден, зашто не слушател? Ало? Ајде, здраво, 032-397-707-727. Лока 104. Ве слушам. Здраво, живо. Повелете. Подолго не сум се явил. Да, ве слушам, повелете. Каков абсурд. Најиздашниот извор на Балканот, река Сава извира од Триглав, од Словенија. Дунав од Шварцвалд. А на Балканот најиздашен извор е Бруток. И? Мислам дека е Рашче. Какво Рашче? Гарантирам. Тие планини, Бруток до, да речем, до Демикистар се наиздашни за вода. Ева, Се сложувам. Кој е ваква, да речем, слобода на правење на криминал, на слободно однесување, на нестручни обработување, на нестручни, како што каза гостинот? Па нема нормален суд. Партиски. Не е нормален. По нарачка, по наредба, за пари. Како, ево, мора да спомнам. Мијалков минимум 30 милиони евра плати за да ни се смее од Монако. Другиот во Дубај. Зошто се одлучи на невизно предавство тој Дубај, нострумот од Муртино?
Нема суд, нема равновесен суд. Тоа е клучот. Нема друго. Треба сватат сите. Само судот зрачити со тоа злосторничко здржение да се случи пресуда со конфискација за секој криминалец. Ево имам тука е коментар. Ме слушате? Да. Вели вака. Толку пари потрошивме по споменици. Еве сега 800 милиарда, колку беше? Да. Еве сега милиарда земавме, од кои што 500 милиони користеа локалните самоуправи. И? Зошто тие пари не се фокусираат строго наменски за да се ги средиме водоводите? Здравје, се работи за Што ќе ни се парчиња, што ќе ни се клупички, што ќе ни се споменици, ако суштинското, најважното, не ни функционира. Нормално. Значи, има земји кои немаат извори. Морската вода ја прочистуваат. Примерот Јужна Шведска. Да, бе во Израел. Десалинизација и строго собирање, каптажа на секоја капка вода што ќе падне, што ќе се собере било каде. Че не дозволуваат ништо да се изгуби. Се користат и се функционира прекрасно. Ево, јас како врвен еколог и за заштита на средината, предлог имам на светско ниво да се реши. Од пералните, од перачките машини. Секој да вгради резервоар, таа санитарна вода перфектна е, а не да оди без никакво искористување. Тоа се минимум 100 литри, минимум. Нека ако некој може да измери, минимум 100 литри се. Значи да се вградат резервоари за перачките машини, не да оди по неповрат, да речам, во канализацијата, да не се искористува. Па има едно прашање, каква вода користат, тоа веројатно знае гостинот. Кој? Каква вода користат овие што се за перење на коли, на автомобили? Техничка или користат од водоводот? Во Гостивар водовод. Од Водоводна мрежа. Значи најчистата вода што ја пиеме. Да. Секаде се од водовод. Секаде. Еве, за господино да кажеме. Скопски водовод, преку во стручната литература, изворот Раче преку двете каптажи е дефиниран како феномен Раче. Јас сум бил 3 пати во Виенски водовод. Најдобро водоснабдување во Европа па и во светот по мене има Виена. Меѓутоа Виона води еден крак 130 километри од Алпи, друг 118. Ја чува војската и таму кој ќе отиде во ресторани имате бесплатно прво бокал со вода, ако сакате да нарашате флаширана. Изворот Раче се наоѓа на 18 километри од Скопје. 4150 литри му е просечната издашност. Минимум бил 3, максимум бил 7,2. Ние треба да го чуваме како очите во главата. Не сме свесни што имаме. Меѓутоа, ситуацијата е таква и секоја година е полоша и полоша. Цел јавен сектор го најана овие луѓе со купени дипломи, не почитуваат струка и знаење, бар консултативно да кажеме да ги служат. Јас бев скоро со експертот професорот Златко Илиевски во Раче и во депонијата од Југокрум. Имав прилика да видам двата цевоводи, после виадуктот што е на мостот што поминува 2600-ки, после навака е нападнати двата цевовода се од по 1600, едниот за железара, другиот за водоснабдување на градот. Заштитни зони има донесено градот Скопје, Совет на града, е 23 метра. 9 метри од осовината на цевоводите и утре ако треба да дојде реконструкција бидејќи се челични цевоводи и 5 метра, 23 метра. Тоа е нападнато со диво градби. Интервенира во градската инспекција и општината Сарај, све што има таму да има да се сруши за да не биде касно. Некој со градежни работи може да ги оштети и се.
Тоа е. Ние на тој потек сме имале чуварска служба која патролирала од Рашче до градот. Нападнато е во Рашче и во Копаница. И во приватни и во Кондово. Сега има предлози и од Славјанка Петровска, поранешната министерка за одбрана, и од Левица, војската да ги чува сите тие објекти. Кој го чува сега? И полицијата се вклучи. Значи, Раче во однос на безбедносниот аспект има чуварска служба, 24 Собствена водоводци има. Безбедување. Да само на изворот Раче има на 3 места чувари. Значи се обезбедува во тој поглед и е окей, и најчесто чуварите да им се излезе во пресред се од потегот на целото Раче и Копаниците и села. Совесни луѓе и си ја вршат работата. Меѓутоа се водите надоле се Ова што го зборував. Повелете. Истото што се случи во Гостивар, всушност во таа зона каде што не се делува. Толе се слушаме со мене. Пумпите се веќе на некои 800-900 метри, што не влегува во оној периметар за делување и нешто друго. Повелете. Соле се слушаме со мене. Да, се слушаме, повелете. Значи, да дополнам за Шведска. Не знаат многу. Нон-стоп има топла вода лето зима и таму кога се плати кирија за некој стан нема контрол, нема мерна станица, мерен сат, да речем поставен мерач за колку се троши вода. Значи морска вода перфектно за пиење, нема контрола никој колку троши. Во киријата е све. Не Виена, Шведска е прва за Европа сигурно е прва и во светот за хигиена, за санитарна, за општо средени станови. Значи таму има нормален суд, сватете, сум живеел, знам. Само судот кога се реши нормален да биде, кога ќе се расчисти со криминалот, кога ќе има конфискација, ќе има штраф од казнивост и ќе има стручни вработени на одговорни позиции. Поздрав од мене. Поздрав, дали имаме уште еден слушател? Столе. Ало, добар ден. Господине, не се слагам со ова што ве, нашиот балкански менталитет е другачи. Ако јас немам броило дома, јас сега ќе оставам славината да тече, за да се напием една чаша ладна вода. Се мери и колку трошиш како си домаќин, толку плаќаш. Виена е најдобриот град за водоснабдување и ова. Меѓутоа Виена водомерите се читаат од управата на водовод Виена. Ве слушам, повелете. Ало, добре, Митре Пиловски се од Прилеп. Ајде. Проблемот е следен. Неконтролирање сепење на сумите... Не ве слушам. Зборувате на телефонот, не се оддалечувајте. На телефонот зборувам. Сега добар сум. Сега е добар. Одличен. Значи, јас сум берел печурки како дете 81-а, 82-а година. Сум одел, со татко ми шумочувар беше. Сум пиел од секој изворче вода и не сум го добил никаква болест. Но зборувам, тоа било 80-та, 81-а, 82-а година. Значи, од секој изворче ќе се напијам и не се зарази од ништо. Но после 90-та година што ни се случи, аварија, значи не само кај нас, во целиот свет, човекот неконтролирано го загадува воздухот, водата и почвата, жеден за материјални богатства, но не за здрав и долг живот. Проблемот е тоа што контролата на планетата Земја нема контрола никак во ниедна држава. Значи, материјалното ќе го уништи човештвото и животот на оваа планета Земја за идните 100 години. Затоа што климата ќе се промени, до тој степен може да настани пустинска клима на цела планета Земја и ќе нема живот поради недостаток на растителен свет на оваа планета, а тој растителен свет го уништува човекот, друг нема.
Значи, јас сум по струка дипломиран шумарски инженер Митре Пиловски од Прилеп, дека нешто пишувам за оваа тема. Значи, човештвото треба да се сврти кон заштита на природата, а не кон само уништување на човештвото и уништување на целиот животински растителен свет на оваа планета. Треба да дојдат здрави... Природата е жилава, ако не ја чувам, она ќе преживее. Ние дали ќе преживееме, условите за ние да обстанеме. Ама и ние имаме полен и краток живот во овој период поради болниот човечки ум. Не разбирате, не е ово филозофско прашање, ова е екзактно. Како што диносаурите ги снемало, природата продолжила да функционира, се појавиле други видови. Че ако ние нашите услови, кои што ни се оптимални за живот, се ги уништуваме, самите ние се уништуваме. А тие услови ќе им погодуваат на некои други, дали ќе се викат луѓе, протосауруси, нови диносауруси, не знам. Нови видови на животи. Една минута, све. Молам. Значи, се додека здравиот човечки ум не го потисни, го тргни настрана болниот човечки ум што сака да војува, да ствара вештачки болести, што е жеден за материјално богатство, што е жеден за слава и го тргни настрана на ова планета, ние сме загрозени за нашите животи на секој човек на оваа планета. Мораме да се избориме да дојде здравиот човечки ум на оваа планета и да се стргне овој болен човечки ум што владе сега и што може да владе и во иднина. Во спротивно, ќе не нема како живи суштества на оваа планета и нас и целиот животински растителен свет на оваа планета. Значи треба Благодарам за овоето. Маđarски сакче кажете. Сега се појави еден интересен момент, благодарност до слушател малку што отвори на тема, делот на екологијата. Со господин онака инженерски правиме муавет, нели, низ бројки колку е таа. Се појавува еден еколошки момент во цела оваа криза што допарва. Значи, некојаш од, како велиме, од дрвата не гледаме шумата и обратно, што се јавува како проблем. Сега, например, добиваме по 100.000 шишиња дневно, мислам 60 до 70, па во еден период стигна и 100.000 шишиња пакувана вода. Пластични? Да. Тоа што кажа колешката Ружица, да, ни отвори очите, вели, што ќе правиме сега со овој отпад? Каде ќе заврши овој отпад? Дали можеби ќе го пратиме по Вардар, па ќе оди во Грција, она што често го гледаме. Значи, се работи за огромна количина пластика. Еве, во целата мака, веројатно ќе ни се јави уште една мака. Плюс. Сакај ќе направиме нешто да покриеме некој зло, правиме друго зло. Или отвараме простор да се случи друго зло. Да, тоа е системски, мислам дека онака инженерски го кажу дека ако не работите системски, не го решавате проблемот, ќе влегувате од еден во друг проблем. Сакам само на слушателите и воопшто на јавноста да им кажам дека Гостивар од таа 89-та година, што е клучна во мојот живот, дека помалку пием вода од чешма, всушност се јавуваат обидите да се направи нешто за водоводот во Гостивар. Сите обиди од да утнат филтер станица, да ја качуваат погоре, па направена зграда, па запуштена, па после тоа 3 пати се прави филтер станица, 3 пати се отвара и таа не е во функција. Последното што се случуваше во Гостивар е некаде од 2017 година, таму малку и порано, поинтензивно се подпишува некаков договор за соработка, милионски суми, со швајцарците, ги викаме тие СЕКО, некој секретаријат за тоа, нешто се решава, да дадат пари и да се реши. Отприлика некои 20 километри цевковод, 2 поголеми како зданија за резерварите, за да го реши проблемот со водоснабдувањето, да има доволна количина и да некако таа вода, бидејќи во Гостивар водата е добра, но не е филтрирана. И да може да се дофилтрира, да биде како што треба, зашто ние Гостивар пиеме вода од извор. Со камчиња, со тоа, и оној хлор, евентуално за дезинфекција. И овие обиди што беа пред 2 години, и овој обид сега да се направи, да се реши конечно проблемот со водата,
очигледно дека не е успешен. Се сложувам дека тоа е несистемско работење, нема луѓе кои што би ја зафатиле на работа и би се зафатиле да го решат до крај проблем. Има некои работи што треба да се кажат. Најголем дел или можеби сите филтер станици или причистителни станици, фабрики за вода во државата се направени со донации од странство, швајцарците, французите. Во Штип мислам дека французите кочани. Во Гостивар мислам обидот да се направи филтер станицата беше на Министерството за екологија. Тоа се скапи проекти, сигурно под 10 милиони евра не чини една таква фабрика за вода. Што имаме ние направено? Најголем дел од канализациите, водоводите по селата, исто така со донации. МЦМС, Македонски центар за мигрантска соработка. Да, тоа беше на време како инвеститори, да. Добро би било, ако не слуша и Кржаловски, да ги објасне тие работи, имаат огромно искуство имаат со водоводи и со канализации. Што ние како држава имаме направено? Колку водоводи ние имаме направено? Колку филтер станици? Значи треба малку да се ги фокусира на Столе, вака да бидеме искрени. Таму каде што има инвестиции, таму има и злоупотреба на пари, таму каде што има инвестиција, има и корупција и се тоа. Се сеќавам јас уште времето пред 15 години бев фрапиран некој да се дрзне да отвараа чешма дека направиле водовод во селото. И всушност доаѓа министер и тоа фино лепо си тече вода и некој од нашиве колеги или некој друг видел дека уствари за чешмата, таа селска чешма, она што го викаме, си закачиле црево колку само да помине гужва. А парите од некој, не знам колку беа тоаш, во евра беа сигурно. Друга работа, исто имаме еден водовод кој што се уште е нефункционален во Тетово, еве до нас. По продажбите на тие телекомите и таквите пари, требаше да пуштат некои 20 на километри цевковод од Лешница, за да тетовци го решат проблемот со водата. И тука, да бидам ригиден, да бидам јасен, прецизен, се искрадува парите. И пак се прави. Ја не знам точно, може би еве колегите новинари нешто и ќе се запнеме дали може би овој проблем што се појави во Гостивар е всушност проблем на некоја системска корупција, на нешто што не е функционален системот или пак се работи за незнаење. Едноставно луѓе се прашуваат како е можно еден систем толку време да биде распаднат и никој тоа да не го забележува. Видете, вода да се испитува и да знаете дека некој е тоа како доктор или еве како новинар се подпише да кажете дека Столе Наумов така. И ние ви веруваме. Исто како што му веруваме на оној лекар, биолог, микробиолог или се друго, епидемиолог. Искрено мислам дека оној печаток во Гостивар што е сега дека никој никому не му верува после ова. Затоа што на клучни места луѓето Дека имаме порано војската градеше во СФРЈ водоводи и се градеа со само придонеси. Добро. Гостиварскиот водовод, филтер станицата кога беше тоа, да, беше тоа последниот голем сам придонес заем или само придонес со такви пари. Значи го правеле луѓето, издвојувале пари и во Струмица и во Битола и не знам каде за да се направи кај нас. И многу интересна работа, веројатно мене ме интересира тоа прашање, таа цела опрема што е купена за да се направи филтер станица, има зграда во едно село Здуња, значи таму кај што треба да се направи. Некој кажа дека нешто не била соодветна и дека нема да стигне Гостивар во тоа време. Ова се приказки кои што кружат во тој свет и дека таа опрема мислам дека е однесена во Велес или за некој друг град таа филтер станица. И тука завршува. Од тука почнува, тука завршува една приказна, а почнува проблемите на Гостивар. За Гостинот, само пред рекламите уште ова да каже Гостинот Борис, зошто пропадна проектот Патишка река? Значи, видите што е и во програмата нова на градоначалникот пишува Патишка река, Кадина река и ова. Суштината, тој хидросистем се вика Кадина река. Се зафаќа на Патишка река. Значи реката се вика Патишка, се зафаќа
прво се обезбедува на луѓето водоснабдување и канализација. Во дома, во дворот имаш извор, водите се собственост на државата, ќе те обезбедува за тебе. Се зафаќа со една акумулација, се вика Палиград, 15 милиона, има 2 пати енергетско користење, 2 хидроцентрали и пред Драчево, ако се врти на Кајбатинци, се прави пречистителна станица за да се користи за како алтернативен или надополна за градскиот водоводен систем. Во 1991 година јас имам направено идеен проект за филтерницата. Од тогаш имаше направено и предпријатие во основање хидросистем Кадинар. Во тој систем е предвидено, имаше представник на Охис, 1 кубик за Охис и 800 литра за... Бидејќи Охис сега не функционира, значи 1800 литра. Меѓутоа тука е застанато. Значи градот Скопје треба преку изворот Врело во Матка и хидросистемот Кадина река да работи за да ова се реализира. Што значи? Треба да имаш проекти. Како е направен тој идеен проект? Јас сум носител на проектот со помош на машинска индустрија Ниш, како што беше наш завод, тие има искуство и ги правеа пречистителни стани за питки и за отпадни води. Тука е застанато. То треба поткитно да се претери. Што е ова со отровот стигна и до Скопје, одма предупредување од Лепенец, бела пена се и сега се истражува. Добро, немам информации, не би рекол. Добро рече градоначалникот дека и со дронови. Ако дроновите идат по течението на река, ќе дојдат до изворот на погонот кој испуштил некои химикали. Оти то може да отиде, па после ќе се бара ова. Иначе тоа може да биде од територијата на Косово. Веќе имаме на порака многу врева за многу пена. А народот изгледа не знае дека реката Лепенец во Македонија доаѓа од Косово. Поприлично, од народот не знае дека со години секојдневно во Лепенец се истураат по десетина буриња химикали од она што останува како киселина и детергенти при секојдневното чистење на базата Бонстил во Косово. Само рибарите зачудено последниве 15 години гледаат во низините води и се чудат зашто веќе нема ни жаба да крекне, а не риби. Веројатно има меѓудржавни договори, инспекции, комисии, не е тоа така како што пишуваат во овие пораки, така лесно да поминува и никој ништо да треба да имаме заштита и од страната на Косово и од кај нас. Ако они толку не се грижат, треба ние да се Има директиви, европски и светски директиви за водата. Колку мора да се испушта и што мора да се испушта. Треба да се почитува. Значи најбитно е, за тоа ќе зборуваме, секојдневно да се проверува квалитетот на водата, да се земаат остри. Значи 2014 година, за времето на Груевски, имаше ваква епидемија во неколку светениколски села, во делот на Штипин и цела Македонија. Владата донесе заклучок. Селските водоводни системи што стопанисува местните заедници без не се правни лица, не може да диво се приклучува, не може да се реагира, да ги превземат јавните комунални предпријатија за да се со нив стопанисува. И таму ситуацијата во Свети Никола има прилика да видам не е добра и затоа решение на овој проблем е све што е со води, така предвидува и законот за води. Вода за пиење, со консумира од чевот, вода за капење, вода за земјоделие, се треба да помине во Министерството и Инспекторатот за животна средина да врши контрола и мора Институтот за јавно здравје да пропише колку анализи треба да се прават. Да кажеме, за населено место село, до 1000 жители,
Мора да речеме, пример, еден месец, тоа е медицински аспект, еден месец анализа. Тој директор во тоа комунално предпријатие што го одржува во тоа село, да има обврска, да не он да направи план. Вчера не вика Институтот за јавно здравје, дали план, па некој треба да го контролира. Тој за да не плаќа анализата, ова не го прави тоа. И единствено решение Тоа е точно. во животна средина. И за ваша информација, во Инспекторатот за животна средина за цела Македонија има само 2 инспектори. Само 20 инспектори. Водостопански инспектори кои специјалисти за ова работа. Слушате Стадион, наши гости Борис Тачков, хидроинженер, и Зоран Маджовски, колега новинар, Радио G гостивар. После рекламите се враќаме и со слушатели, но и со професорот Никола Панавски. Стадион. Емисија за вашата вистина. Ајде слушатели, добар ден. Доколку се уште сте биле трпеливи сте на линија, да вклучи бјало. Начков, имаме прашање. Како влијат малите хидроцентрали и воопшто хидроцентралите на водата, на ресурсите за Водоснабдувањето за пиење. Значи види, ако се направи по пропис хидроцентрала, таа поминува низ турбините, енергетски се користи, после тоа може да се користи, се разбира, ниедна вода не може за пиење да се користи без хлорирање. Во самите цевки има некои залутени бактерии. Хлорирањето го елиминира тој. Ама ти викам, во многу средини, во многу села не се хлорира, опште не се одржава. Така да хидроцентралите по мене не е штета. Управо се луѓето кои што има единствен можност за водоснабдување во блат, што беше во Виница, да не им се земе вода, да не им се... Еве ќе ви кажам, значи, под Жеден, затоа сега нема горе вода, доле Жеденска акумулација. Затоа се вика Жеден. Жеден. Направил еден, ми вика колегата од хидрометеоролошки завод, ние не сме дале дозвола хидроцентрала. И да ме јасите. Тој реката Вардар ја свртел до него, поред Жеден ископал, го дига 2-3 нивоа, што значи може да прелие во Жеденската акумулација, она што иде како отпад, и 600 валенти од кровот исцедокот, да ти кажам. Прашувам да ти кажам, доваѓам до информации, е Рафи Салити, познат командант Масуси, да направиш на Жеден хидроцентрала на Дио. Господ да ми прости. Колку се реални тие пишувања, реакции за опасност од Јагуновце за изворот Равче? За Радоша, значи... Многу опасно, Столе, многу опасно. Мојата заложба, јас го знам суда, и направене... Треба да се чисти тоа, што треба да се прави? Направене студија за трајно решавање од ГИМ, од доктор, професор на Штипски Златко Илиевски, кој е експерт за ова работа. Има пречистителна станица, мислите да ти кажам, ние па таа пречистителна станица за отпадните води од југове е направена на наше инсистирање. Дајте што имавме среќа. Во првата влада на Клюсе во 90-та година, 91-ва година, министер за транспорт и врски беше Александар Лепавцов. Тој работеше во Заводот за стопа, бидејќи ја разбира, одма владата финансира и се. Ама таа си има свој капацитет. Треба да се реконструира. Бидејќи сега Силмак и Југохром Силмак не работи, Министерството за животна средина. Знаете што е страшно, Столе? Кога беше нагло поскапување на струјата, таленти од Министерството за животна средина бе истопанисуваат. Ја исклучува од пречистителна станица за заштита од струја. Не кривично дело. Одма лисици.
Значи, постои потенцијална И опасност. подхитно државата треба да вложи и има 7 решенија, кажано е, ако треба да го објаснаме и кое е тоа најизводливото. Најизводливото решение е 54 милиона евра, што значи некаде до комбинатот на југот. Да се направи саркофаг решение. Бетонски да се со хидроизолација да се префрли овој отпад, да се покрие за да од дождовите исцедокот не одма треба да не. Рековме тоа кошта 54 милиона. А реков дека кошта годишно само за вода за пиење Скопје 216 милиона тега. Така е. Професор Никола Палански, докторе, дали се слушаме? Да, се слушаме. Поздрав и до Нацов. Пријатно. Професоре, да. Не ми се јави министерот Клековски, па можам да ве барам. Ве нарече не ме слуша, слободни... ја му реков да се јавуваме, неќе да се јавува. Не мислел на мене. А ја му викам, не е битно ти што си мислел. Јавноста мисли дека си мислел на мене, ја морам да реагирам. Како рече слободни јавачи на епидемијата. Уште слободни јавачи на апокалипсата. Да. Аналогијата е таа. Професоре, Поверете. бевте и советник во град Скопје. За водовод, за Рашче. Овој аспект, професорски, докторски, не само тој политичкиот. Колку пати сте го вклучувале, колку пати се расправало за Рашче и за ова што сега го зборува хидроинженерот Начков? Па не сме стигнале ние за сериозни работи да разговараме. Првата година сегашната директорка Марија Андоновска, што беше советник, ако сега што каже дека се расува, дека се распаднати тие дискусии, па ќе си покара, а после вториот период се караа со градоначалничката, така да Рашче повеќе од нашиот гостин сум слушнал, од медиуми и од она што ме интересира, отколку на самиот совет. Но советот се расправа глупости, како и секојаш. Ретко кога, мислам, тако беше совет. Сажал. Епокувања и така натаму. Сега две советнички ни се на функција. Едната е на комисија за заразни болести, таа се уште советничка и Маријан е директорка. Мислам дварам болести. Поведете. На институтот. Зашто секојаш треба да ни се случи некоја несреќа за да се пробудиме, за да почнеме да реагираме и се некако ми изгледа кампањски. Секој чудо за една недела, неколку дена и после пак постара. Не извлековме никакви полуки од пулс. Ништо. Дај Боже да Гостивар да помогне Рашче да се направи, да се дадат тие 50 и кусор милиона, да трне работава сега, дека е свежа, ама не се знае и тоа. Причината, ще знаеме причината 35 години. Популизам на прво место, место стручност, партизираност. Мислам, што да ви кажам сега? Имате пандемија, дали вие чувате некој стручњак повикан од власта да каже нешто? Од моја област. Прв што треба да каже е некој што работи хигиена на вода. Значи имаме специјалисти по хигиена кои никој не ги спомна, тие се главни. Па имаме субспецијалист за хигиена на вода за пиење, што ја знае работа. Па имаме епидемиолози, микробиолози, дали видовте вие темелен епидемиолог кратко што се јави стручно лице да каже нешто. Значи сега се гледа како да не кажат нешто што не треба, да не кажат истината, дел треба да се каже, дел не, така они сметаат. Така да сите ти работи за тешкување партизираност, тоа е нормално. Најглавен проблем што се види што у предпријатието, комуналето, Гостивар, па се понатаму. Што нема отчетност. Ако Скопје 32 пати се преврне водата, вајде Гостивар почесто, да не зборам што тоа не треба никаква проверка. Само сликата која видов што направиле таму кај Вруток е доволно дека таа вода некој ден ќе направи белја. Без да се земат мостри. Многу доминираат, гледам и по социјални мрежи, доминираат нестручни лица, најчесто партиски, кои кога ќе се случи нешто гледаат како да ве нападнат ако кажете нешто. Слушно не како да се реши
како да се реши проблемот, до таму се оди да не се почитува ни наука, ни стручност. Значи, мене ме нарекуваат величност, сакам да помогнам. И тоа не е ретко, особено за ковидот и после тоа. Па и сега. Сатанист, доста со тие бактерии, какви вирусите ги измислиле сатанистите, тие не постојат. Сега сте јавач на епидемијата. Кој ќе дадат такви луѓе на власт, они ништо не знаат, завршиле некои факултети, како завршиле, појма нема што е тоа на власт, они не веруваат купиле диплома. Ќе направи, да, купиле диплома. Не веруваат дека водата нешто ќе направи. Дали го гледаме оне како пиеше вода во Дојранско езеро. Да. Јавно. Че тој не верува. Он вика Господ е тој што влезе. Не е сега случни лица. Ако решил Господ и така надолу. И така се тера. Значи, они знаат дека не чини водата. И тоа на терен дека гледаш, па никој не се разболува. Тоа дека не се случи инцидентот. Значи, ова е слично со кочани. Тоа си тлее. И сега кога ќе видите, 50% од градовите во Македонија тоа се случува. Професоре, би сакал да ве прашам нешто. Треба да се загади водата, значи треба во градот да се јави некој болен или носител на некоја инфекција, па преку неговиот песец да се загади водата и се јави епидемија. Тоа треба. Тоа може да се случи денес, може да се случи по 3 години. А водата да пијат и да викате ништо не ни е. Тоа е превентива. Професоре, тајна на нула. Да. Би сакал да ве прашам, бидејќи како микробиолог, веројатно сте имале можности некојаш да ја погледнете или да дискутирате за овие 30 години назад водата од Вардар извориште во она што го пијат гостиварци. Сте имале ли прилика да видите анализи такви? Не, ја не сум санитарен микробиолог, сум работел на факултет, клинички микробиолог сум. Мислам, чисто во стручната област, да ви каже некој. Знам како се испитува и се. Да. Требаше да ни се случи Гостивар за да дознаеме дека и Пластици има проблем, и Валандово, и Крушево. Да, види, они знаат дека има проблем. Сега кога затворија овако... Не, за јавноста не дознае. Да, и сега вика, чекај луѓе. А кај нас ако се случи, ако видат дека сме ги криеле резултати или не сме ги пријавувале или не знам што, дај ние да го пријавиме за да не наптат. Тоа е, ја така го гледам. А не дека баш летово се јави тоа. Да не зборам што има сега парадокси. Во Гостивар забранета за миење, овако, да, комплетно и така натаму, за ништо не сме да се користи, за туширање, дури воден бойлер, а во Лешок не. Иако таму има повеќе бактерии отколку Гостивар на испитувањето. Тие се парадокси кои може да ги дискутираме. Значи во Гостивар случаи сега што има повеќе. Не туку не паѓат како што би требало, ако инкубацијата на причинител за по 10 дена не го најдоа, бидејќи не зема како што треба доволно. Примерот и не е битно, ние не знаеме што е, ми ги претпоставуваме дека инкубацијата максимум 5 дена. Значи ако водата престане да се пие на 17, не би требало нови случаи да се ват после негде 21-22. Меѓутоа се уште се ват и тоа добро голем број. Тоа значи дека или пијат вода, некои сами си кажат и понатамо, а уште повеќе дека заради оваа одлука да не се користи водата без алтернатива, хигиенската состојба во градот е катастрофална. Значи, вие му викате да ги мие рацете, а што да се сам како стручњак за хигиена. Ја не знам како ги успеал да не се заразам или да не заразам фамилија или некој надвор. Со што да ги мијам рацете? Ако сум сам дома, некој да ми поли во шишиња за вода пиење да миеме раце. Ако миеме 5-6 души, како што е моја фамилија, сите раце ни треба 3 шишиња за убаво да ги измија. Со што си мијам садој? И така натаму. Втора работа, уште пред да се јави пандемијата, со таа вода, они переле, бриселе, на рацете била, ме разбирате, не знаеле.
значи сите маси, работни површини, во еден стан, во еден ресторан, се загадени од таа вода. За разлика од ковидот, што живееше пола саат максимум, и у секоја куќа и на секаде имаше дезинфекција, па по лифта и глупости табе, дури и тротоарите ги мија. Сега е тоа потребно да се направи. Сега треба бесплатни дезинфекцијанци за мијање раце. Сега треба секоја кафана да има такви за прскање. Вики овие бактерии не живеат саати. Некои живеат со недели. Затоа има уште случаи. Значи треба тоа се да се дезинфицира комплетно покрај водоводот и се што било во контакт со вода, а мање више се било во контакт со таа вода. Професор, ова со жолтицата после инкубација, тоа како потенцијална опасност останува? Значи, нормално, ако имало, значи вака е сега, ако имало болен од хепатит во гостивор, тоа може да се провери, дали има моментално болни од зарадна жолтица во гостивор. Опасноста е поголема, доколку тој нормално и како сите одел поголема нужда, така? Особено кога има повеќе луѓе. Значи, постои можност да вирусот влегол во водата, која не била доволно хлорирана, доста е отпорен вирусот, односно и да била хлорирана се потрошил хлорот на органските материи кои влегле. Ако нема случај, веројатноста е теоретска или помала. Неки има носители на вирус без симптоми, обично кај децата, меѓутоа помала е опасност. Меѓутоа и тука треба да се исклучи дека нешто 45 дена од негде 20, значи негде 20-25 август, тоа што можеме да сигурни дали дека немало жолтица. А првите случаи би можело да се јават негде сега за Илинден. Не дај Боже. Да се молиме. Да се, зашто кога ќе се хепатитот, тие па понатамо се носители, особено кај деца проаѓа лесно, така да не се запостави абе дете од нешто имаше апетит 2-3 дена и пројде. Значи тоа може да пренесе после на возрастните. Не дај Боже некој алкохоличар или наркоман да се зарази од хепатит, а тоа е смртна пресуда за него. Пошто оштетен хепарот. Или некоја друга хронична болест. Така да треба да се следи тоа. Да се будно. Јас се надевам дека нема да се. И тоа не е... Само да завршиме, ова малку ми изгледаше со чувањето на резултатите поради тајноста на истрагата. И вие со право реагиравте, треба резултатите веднаш да им се дадат на лекарите на болницата за да можат да лекуваат. Тоа ми личи како ако има пожар, додека не се утврди кој го предизвикал пожарот, да не се гасне пожарот. Па професорот беше прв што кажа дека треба се прогласи пандемија и да имало еден случај, не дај Боже два, требало да се каже. Најмалото докторче да сум во амбуланта на 25 години, 26, би го плюкнал обвинителот, ако се нема да кажеш резултатите. Би го истерал надвор, ќе му речем, знаеш ли кој сум јас спасам живот и ми е гајле за тоа да истрага. Истрагата е второстепена. А не министр, чекаме ембаргото да се тргне, па ќе видиме. И втора работа што е многу загрижувачка. Тие сами се избламира со тоа што вика дека им обвинителството ни нареди. Значи, ако немаш тие пумпи и сомнемање за нестручност или намерно, испаѓа дека кои немаше да земат вода. Институтот за јавно здравје при 1000 болни вика обвинителството ни наред. Во реду ви наредило, земавте за него. Вашата вода што требаше да земете кај? Таа не е под ембарго. Тој што нарасел, тој има право на резултати. А ние не... Значи, тоа е доволно, не за оставка, скандал. Зошто они не земале вода во тоа време? Зошто не зеле јадници? Зошто не зеле едно 300-400 примероци и фетеси од пациентите? Па да го ангажират Институтот за јавно здравје. Институтот јака што работа за микробиологија. По 15 микробиолози има високо стручни, едната и друга станува. И зошто сега ги праќаат само на инфективна клиника, кај има еден микробиолог. Што ви кажува тоа? Читајте меѓу редови.
А зошто не ангажираат водоводите да вработат? Ако не вработат, барем да ангажираат хонорарно микробиолози, епидемиолози, биолози, не знам. Скопскиот водовод си има. Има Скопскиот. Да, и гостиварскиот, ама не функционира лабораторијата. А дали има в гостиварскиот во поголемите градови треба да има или Центарот за јавно здравје, пола од работата му е тоа. Е, мојот пријател Климен Мазовски, кој има 85 години, во Струга. Вика, си имавме ние специалист по хигиена жена, сега покојна, она секој Сабајлеви, ќе си ја земеше торбата со шишење од вода, секој ден во Струга пред 40-50 години и одеше, вика, у градинка, у училиште, у болница, у ресторани, ќе ги пројде, вика, ќе земе на 30 шишења, ќе дојде возачот Охрид и ќе испита. Секој ден, пред 50 години. Ние пред 50 години, пред 38 години у вашиот Штип, за 2 дена се откри дизентерија. 5.500 заболени. Од градската чешма. За 2 дена шигела зоне. Ти добија луѓето антибиотик, што е важно. Да, ако е дизентерија, да не ја шири понатаму. Да може да му пројава симптомите, ама ако е носител, и пократко ја шири. За 2-3 дена се 5.500 случаи. Сега случајме дека никаде во светот од председателката на Комисијата за заразни болести не можело да се докаже хидрична епидемија кој микроорганизми причини. Јави се тука веќе нема за коментар. Не заслужува. Мислам дека го кажа така што дека никој на свет тоа не може да го констатирале за 2 дена. Ама Благодарам за Благодарам за разговорот. Продолжуваме понатаму. Слушате Стадион, еве една порака имаме за Штип. Е интересно. Во Штип на местото на бунарите направивме парк, шеталиште. Зошто е тоа така? Еден од бунарите на Македонка го чуваше чувар постојано. Па, веројатно заради излетовица, не знам, ова е легитимно прашање, дали тие бунари треба да стојат како резерва и покрај тоа што излетовица обезбедува доволно количество на вода. Начков, бунарите, еве, порака имаме за Штип. Па, разумно ми било, може да се случи некое загадување од злетовица, тоа е добар потек што е направена браната Кнежево злетовица, тоа е со помош на јапонците, оттамо се водоснабдува Штип, Кратово, Свети Николе, Лозово, Проби Штип, меѓутоа може да се случи нешто и бунарот, вика нов бунар, копема стариот него напушта, логично би било да заштитата околу него трае, не дај Боже. Јас би сакал, Столе, да кажам нешто, уште еден абсурд кој се случува со водоснабдувањето на Скопје. За времето на градоначалникот Коце Трајановски направено е ажурирање на границите на заштитни зони на бунарското подред Нерезеле. Рековме дава 7 бунари и 1420 литра во се. Тоа е кога да водоснабдиш еден среден град. Ние како стручни луѓе претходно сме направиле експертиза, ангажирајќи ги врвните стручњаци од државата, сме ја пратили. И Советот на град Скопје донесе одлука во која е дефинирано што може, како може. Значи, направена експертиза ажурирани заштитни зони, поминало рок од тоа, ама важи се додека не се. Ден денеска ова ажурирана експертиза нема добиено светла на денот. Обврски има согласно член 96 од Законот на води. Се направи измени, вика, заштитните зони на предлог на документ на експертизи ги утврдува владата. Доставено и до ден денеска не е утврдено. А согласно законот кој е во Институтот за јавно здравје,
има одел, се вика за комунална хигиена, кај што си водите. Таму имаше еден стручен човек, доктор Мишо Кочубовски, сега во пензија. Го викам, докторе, што чека тебе, вика? Абе, вика, Борче, два пати ја доставувам, вика, и завршува некаде во прописи во влада. Од 90... Владата не ја ставила на дневен ред на седници за да се... А во експертизата е дефинирано све. Само треба да ја дадат правна форма. Врз основа на член 9 од закон, владата на седница на тој и тој донеси ги препишува, драги. И до денеска... Уште една забелешка. Денеска не е. Види, сега, водовод бидејќи има стручни луѓе, на ово има реагирано, еве со 5 страни на основа на дупот дека е неприфатливо што е суштината. Во експертизата на основа на истражување испитувано е дека подземните се води на 3 до 7 метри во заштитите зони. Има 3 заштитни зони. Што значи дека таму во тој потоес ако се прави, може да идеш едно ниво, 3 метра, ќе направиш хидростаници и подстаница за парно грејење, другото паркирање треба да околу зградите. Значи не смее да се иде надоле за заштита. А локацијата на бунарското подрачје е одредена врз основа на водостопанска основа за Скопското, изработена од градежен факултет од моите професори. Значи, кога се граат зградите, треба и вие дозвола да давате. Да. Како така лесно ни Скопје сега? Ама сега има луѓе, види, не збориме за овој. Надоле може да се дава. Збориме за, знаеш од кај се протега заштитната зона? Од Александар Палац, по булевар 8 септември, до Гологанов, Сарај и до Орман. Натаму не треба да се иде од 3 метра. Почитуваниот мој пријател и градоначелник Александар Стојковски доктор предвиде тамо 30 згради, 17 катници до 22 катници. Во заштитено подрачје? Да. 17 од 20 до 22 катници. За пример ќе ви кажам. Колите Джевер Холден, за да се држи тој терен, направени се бушотини фише стотка, армирано 120 метра. Ако се овде 40 катници, 120. А овде 20 катници, значи водата одма ќе се... Сум бил, сум разговарал и до денеска ништо. Уште ова да ми кажете, имавте забелешка, споменавте многу институции, не знаат ни самите дека постојат, или ако знаат дека постојат, не знаат зошто постојат. Значи, реков, национална стратегија за води изработена од донација од словенски експерти, со помош на нашите. Словенците братски, они учествуваат во донесување на закон по нивниот терк. Изработена, словенците ја донира и пречитетата станица во Волково е направена да целото население има ради бунарите. И сега некој ќе прави 22 катници, па Скопје ќе го остави. Значи, кога издашноста нарашче мала, се дотура 1, 2, 3, 7, зависи колку има потреб. Затоа што ако пуштише до Казанче во аеродроми ќе се лаво да иде до Зеленикова, водата се повлеко. Први ќе останат Цара и Ѓорчевец. Имаме слушател, добар ден, па после тоа реклами. Ало, ве слушам. 032-397-707-397-727, локал 104. Дали сте се уште на линија? Ало? Јавете се повторно, слушате Стадион, наши гости Борис Начков и Зоран Маџовски. Очекуваме за 7-8 минути вклучување и на градоначалникот на Гостивар, Валбон Лимани. Стадион, емисија за вашата вистина. Начков и Маџовски се тука. Добар ден. Добар ден. Поздрав од Битола. Се, ме слушаме. Како стоите со водата вие? Ево како стоиме. Замисли... Битолчи немаат гајле, они можат се да пијат. Така и ние кои ќе се фалиме со пелистер, со водите, тоа е чудо невидено. Од вчера. Да, имаше и снег горе на антена. Да.
ношти беше ненормално ладно избитол, знаеш каков шок беше сите. Луѓе што ојдеа на свадби разголени со голи плеќи и рамења замрзнаа. Вака сега, на толку фалби со Пелистер и Пелистерските води, Битола го има најголемиот проблем со баш тие води. Зошто? Главен непријател на тие води е хотелот Молика горе. Хотелот Молика може да замислиш направен пред повеќе од 30 години, се уште работи и функционира со септичка јама. Таа септичка јама, поготово во овој летен период, не да смрди горе, тој што преспивал таму, што врвел покрај Молика, тој знае дека нешто страшно. И најголемата катастрофа е во тоа што тие отпадни води тедат надолу, така да сите природни чешми што се под хотелот Молика и веќе стигнати до селата Трново, Магарево, па и надолу, сите се со загадена вода. И тие сите тоа го знаат. И уште никој не превзема во Битола, никој не превзема горе да го реши горе проблемот со Молика, да се спушти додолу, да тоа се почната и до негде со донации, та канализација која што треба да го спаси и хотело и планината, и никој не мора да супер. Сега се планира гондола да се гради до Пелистер, кој ќе донеси додатни 1000 туристи во денот, а тие кај ќе вршат нужда? Што ќе прават тие туристи дојдени во таа природа? Ај за машките некако е полесно, ќе се снајдат за некој борој таму, за некој дрво. Што ќе правиме со жените, што ќе правиме? Тоа е еколошка катастрофа во најава во Битола. Меѓутоа, да се вратиме на ова денешната тема, многу интересна тема, што ги открива сите наши карактери и како постои една допирна точка исто Кочани меѓу другите, меѓу Кочани и ево и Гостиот. Ако во Кочани вон сите тие глупости што се правеле административни. Фактор човек колку е неодговорен, наивен и спремен да направи глупост. Кочани е бројен по глупоста што се дозволило напред да се запали оган, а ова овде во Гостивар замисли на толку искусни техничари што сигурно ги има во Гостиварскиот водовод. Да некој сами не мислите? Мора да има некој. Мора некој сепак да има што ќе речи, абе чекај, кој да ни нареди? Директорката, без разлика купена диплома не купена. Ова црева, ако го поставиме овде, ако уклучиме ова пумпа, ќе направиме катастрофа. Колку и да била наредба, колку и некој да бил глуп, таа наредба да дај. Сепак одговорност на тие. Јас ви велам дека како гостиварец и мои сограѓани исто чекаат одговор на тоа прашање. Дали е тоа неодговорно, неразмислено? Така, или Оти логички одговор за тоа дека некој за пари или за нешто друго или за така да го направи нештото што се граничи со геноцид, со тероризм, не знам, саботажа. Така. Поздравам. Не би го направил, така? Па јас разговарам, јас имам свеска мажена во Гостивар и со Баџана како правевме муабет дека стварно го требали да си до толку драснат во памета за да ова треба кога го поставиш таму и таму црпиш вода за да го наводно појачеш притисокот, значи треба да си малоумен, нешто ти фали, без разлика кој е директор. Ама дали и порано правеле вака, така јас слушнав некои образложенија. И порано правеле па никому ништо. Па ето не. Имал пред 9 години имавме исто голема хидрична таква епидемија, можеби не со 5000-6000, мислам дека околу нешто напола беше. Исто заради фекалиите, заради ваквиот начин на слични се симптомите се, ама не знаеме сега која е причината. Како што кажа таа докторката, никој не отсочува. Поминало, чувало Господ. Секој лето. Може да продолжам? Може, повере. Сега гледаш, например, зашто и вас ви е чудно, зашто не знаеме оној кој ја уклучил таа пумпа. Затоа што сега само не притиска сега, како тогаш во Кочевник што кривецот се бараше на многу повисоко ниво, сега не го спуштат тие нивото подолу да видиме градоначалникот, директорката кој е, што е, затоа што нивни кадри се вртат од околу. Затоа е овај тргање настрана од овие сите проблеми. Значи, фактор човек, вие што и да направите, стално може да се најди некој, да не кажам како што може да ја уништи та цела работа. Види се друго.
со професором, како сега ти отстрана се знат, кога ти е како во шахо, најдобрите потези ги гледаш отстрана. Како се справија ти со пандемијата, па тоа беше чудо невидено. Затоа ние во овој регион имавме најголеми жртви, со се него на чело ти сите кажуваe, сите не се докажуваe и немаше една команда, него сите кажуваe како... Ети, Америка имаше рекордно најголем број жртви за време на короната, па Трамп стана председател пак сега. Дори Трамп не веруваше, па се разболе, па се излекува за ден-два, како беше? Точно, сега, баш сега треба карантин, баш строг карантин, затоа што ти одиш со валкани рате во кафана, па здраво, па како си, па сите тоа... Тоа го каже и професорот. Го каже, ама не само миење на улиците. Карантин сега ќе седиш дома, затоа што имате шуплив градоначалник, извини на зборот, затоа што правите градоначалници и со правилна работа отворат базени, а твојот град е со пациенти. Ево, да бирам тако. Иначе, како ќе му легнеш ова тема на СДСМ, например, да беше овој градоначалник од ВМРО, па тоа ќе си беше едно мачкање на лепова сето. Се барате политика. Па тие барат политика. Да, тоа се случува. Па тие барат политика. Да, зато овие работи го покажуваат целиот наш немар нешто незамислива наивност, незамислива неодговорност како народ, како држава, како чекаме некој друг сега пак од Белград да дојде да ни ги реши проблемите. Или лабораторија да ангажираме од странство. Ама гледај сега. Јас за време министерот не чинил Клековски, добро, не е ворет, нека не ви е покој. Меѓутоа јас кога беше министер Филипче, не знам да дошол во Битола и да праша како е водата во Битола кај вас. Пошто и тој надлежен сега одговорно се бара од Клековски. Како никој па не дојде Филипче да речи? Ама или таму примерот од Струга го слушнавте секој ден господјата која што била. Јас ја знам таа господја, Јас цело лето сум го врзал, цела младост ја поминав во Струга, ја знам господјата. Кај се тие одговорни луѓе? Денес, кај? Или дипломите се проблемот, партискиот клуч за вработување? Одговорни луѓе прават одговорен систем. Нема поќе такви што си ја сакае државата, што си ја сакае градо, народо. Нема се е завиткано со злоба, со љубомора, со тие работи. Ти да и пратеше првите реакции за невремето во Скопје на Фејсбук. Па ти кажам дека 90% од сите градови во Македонија се радвае дека Скопје имаше такво невреме. Дека малце е до завод. Па не е тама работа, прочитај ги. Самоубиствен. Па самоубиствен. Благодарам за јавувањето уште еден слушател. Добар ден, повелете. 032-397-707. Ве слушам. Вокал 104. Го нема. Центарот за јавно здравје Гостивар треба да одговара за ова. Пумпите се поставени. Може јас да кажам уште за само да прочитам уште една порака, не. Пумпите се поставени на 25.6, а тие дале струшно мислење на 29.6 и 13.7 дека водата е за пиење. На 16.7 пумпите се пронајдени. Браво Пановски, вистина кога сите идиоти кои висат по етер би ја зборувале вистината. Кога би имало овде новинаришта, а не квази новинарчија. Не простаци без етика и морал кои се само тоа и тоа на властодржците за малце моќ и малку пари. Кога вестите на МК ТВ каналите не би се содржале од ликот и вулгарните изјави на тој најправиот. Тогаш можеби ние би почнале да стануваме модерна, современа земја во чекор со современиот свет. Ова со новинарите, Начков, од законот во кој член има? Член 5? Значи од законот за води, донато сите европски директиви. Број 87 од 2008 година. Член 5, точка 10 вели информирање, значи средствата за информирање имаат обврска да ги информира, да се прават кога се однесува за водите. Зошто? Не се советите само да се дигнат два прста како некој, треба да имаш информација за да видиш одговорен тоа што го носиш, што го дигаш Значи, транспарентноста е законски
предвидена и ние новинарите треба да знаеме за да знаат и граѓаните, така? Јас, Столе, може нема да ти се допадне мојата изрека, ама јас мислам дека за состојбата во државата еден од најголемите виновници се политичарите, ама одма до нив новинарите, правајќи поддршка за едните или за другите, не гледајќи стручност и професионалност. Вака, професор, мислам да ви кажам тоа дека иако сум новинар, јас сум сепак граѓанин. Може би прво граѓанин, па после новинар. Зборуваме и за граѓанско. Сепак во право сте кога кажувате дека Навијачки. И во нашата професија има некои неодговорни кои што недоволно ги проверуваат работите. Еве, баш за известувањето, ќе ви кажам за случајот во Гостивар како известува луѓе кои што можеби не знаат дека тој канал е покрај причините, така се и се создаде на фама. Може би тие, викаме ние модерно, кликбајтови наслови за кликбајтови или така нешто, уште дополнително ја подигна тензијата. Она што се кажуваше дека резултатите се собственост или пак се под некој ембарго на обвинителството. То дополнително создаваш. И последното пред 2 дена што се случи да прокружи една порака, тоа не е скам пораки кои што обезбедуваат некаква друга состојба, дали дата податоци на корисници се, луѓе медицинари кажуваат дека немој да ја пиете водата, таа ќе биде сега загадена со тешки материјали. А она многу коинцидираше со тоа дека ќе има хиперхлорирање. И луѓето дојдоа во паника. Па ги замоливме тие во кризниот штаб што е можно побрзо да излезат со информација, затоа што ние сме блиску до граѓаните новинари. И чувствуваме тоа и дојдоме до ситуација да ги натераме, а јас себе искрено би благодарам за сугестијата што кажете дека всушност членот 5 тамо законот за води, баш ќе го прочитам, ама но ви верувам дека е тоа така. Да, Столе го читаше. Верувајте, еве толку време, 30 години. Значи јас разбирам дека новинарите не може да имат информации од сите области, има многу области. Ама затоа треба да се почитува стручното луѓе на одредената област. Она што се случи во Горстивар, да зафатиш вода и да ја убациш во системот без да се хлорира е вон памети. То по мене е диверзија. Али бидејќи нема одговорност, еве за Кочани, еве за Струмица, еве за Струга, еве за Берово, Баландово, одговорност, све треба да се сконцентрира на едно место и да се знае надлежен е Министерството за животна средина со Инспекторатот за животна и точка со другите работи. Па еве, последното што кажа, мислам дека директорка на Инспекторатот од екологија или беше инспекторка, точно не ја гледав, има утринска некоја пресконференција имаш, дека секој делување во периметарот на заштитена зона мора да се добие одобрение или согласност. И покрај тоа што ова интервенција со пумпите и таа претопна станица била на друго место, малку подалеку, сепак на ваквите системи морало да се добие согласност од Министерство, значи од Инспекторатот таму. Значи вие не може да си поврзувате било како и што, како сакате, да делувате на тој систем. Добар ден, слушател, ало. Добар ден. Повелете. Слушаме, така? Да, се слушам. Дали сте запознати со човекот што починел во тоа пумпите пред да се открие ова? Не, тој човек, ако мислите, тој на друго место. Како? Не е поврзан со системот на водовод. Ајде дојдете во Гостивар, па да проверите со... Да? Кај може да се видиме со група граѓани да ви кажат што се случило и зошто не оттаму не тргнувате за случајот? А вие од каде сте точно? А вие од каде сте? Јас сум од Гостивар. Јас сум од Гостивар. Зоран Маџовски. Да. Значи секако ќе се видиме. Сакав да ви кажам дека тоа се работи случај за кој сме пишували, сме информирале. Јас да докажам. Значи, оние работи што се работат 30 години, овде сега исприваја.
Значи во Гостивар се страдаат во Тетово, цело Западна Македонија, ма сега во Гостивар бувне, утре ќе бувни во Тетово, во Дебар, во Струга таму, овие работи што не се работат законски, што не се почитуваат македонските закони таму. Улични закони се почитуваат во Гостивар. Како ќе дојде во моментот, така се решава. Еве слушам сега во Битола таму имало некој старски дом, во Кравари некој село, истото како ова како вика Кочани, истото се работи, никој ништо не превземат. Значи 35 години ова се случуваат во Западна Македонија и во Гостивар. А уште колку работи, ако не се системот не проработи и државата не застани добро, исто ќе се случи пак или во Тетово или во Гостивар друг случај. Јас би ве замолил само кога ќе завршиме со разговорот, оставете го бројот телефонскиот во режија. Јас ќе ви сконтактирам само што ќе завршиме со емисијата. Не, ама треба и новинари да дојдат, не сам да збораме. Апсолутно, јас сум новинар, велам дека ќе ве контактирам и ќе дојдам. Добро. Само оставете го бројот во режија кога ќе завршиме. Повелете, сакавте да кажете уште нешто. Столе. Повелете. Ова што рече колегата. Скопски водовод има дозвола од Министерството за животна средина, дозвола за користење на водите од Рашче и 7 бунара. И вели, границите на заштитните зони се определуваат со изгодот овластени стручни лица согласно член 96 и го согласно законот ги определува сега владата. Оној дуб спорен 4.16 што велиме. Ова за облакодерите. На 17.30 згради. Тоа е исто кој што беше во Струга. Иско по заштитните. Тоа исто само овде треба да прави уште 3 нивоа надоле и ќе биде во употреба. Министерството за животна средина, еве го министерот, Столе, да не спомнам име, вели вака. Доставен е лаборатор. Согласно постојната одлука и новата одлука, запазени се забраните грачувања согласно постои и новата експертиза, што не е точно. Јас на тоа имам реагирано, имам напишано до кај што треба. Еве ги заштитите зони. Еве ги двата бунари 7 и 6, овде е Ѓорче и овде се одма тие заштитни зони. Во тој потез еве ги заштитите зони, да кажеме, од елаборатот, со црвено се бунарите, втора заштитна зона со плава и трета е, да кажеме, што велиме, до Сарај и до Орман. Во тие потези може да се иде само едно ниво надале. А и согласно ГУП-от на Скопје, предвидено е да се иде до максимум 6 нивоа, а не 17 катници 2. Ќе останеме без вода. Не мора градоначалникот да знае. Има служби кои знаат. Затоа согласност треба да даде градот, нема дадено, затаено на администрирање, водовод еве има реагира, никој ништо не почита. Се така да речените јавни расправи, кога се носи дуп или нешто друго. Ради важноста. Во Австрија, во уставот пиша водите не може да се изнесуваат од границите, освен биолошкиот минимум што мора да се испушти. Начков, го имаме на линија Вагмон Лимани, градоначалник на Гостивар. Градоначалниче, дали се слушаме? Да, се слушаме. Малку погласно и тука и мојот колега Зора Маđarски, гостиварченец, кој што е добро запознат со тоа што се случува во Гостивар, и Борис Начков, хидроинженер, кој што 30 на години поминал во водовод Скопје. Градоначалниче, вие сте доктор. Каква иронија на доктор да му се случи ова? И нехигиена, труење, бактерии. Повелете. Па добро, сите знаеме дека се случи ова состојба во Гостивар. Јас не би рекол каква иронија, затоа што пред се има работи и раководители кои не можат се и се што да контролираат и јас многу сум пред се и лут и разочаран што сето ова се случува во почетокот на мојот мандат.
Меѓутоа, сега мислам дека е време да се сплотиме сите и да се премине оваа ситуација и во однос на пациентите, епидемијата која беше присутна и во однос на враќање во нормала со водата, било да е тоа техничка, па после и водата за пиење. За сите други работи јас не би избрзувал ништо, затоа што многу работи сигурно за многу работи треба време, па да се дознае целосната вистина, истрагата ќе го покаже своето, но и времето ќе го покаже своето. На кого сте лут? На инженерите, на Центарот за јавно здравје, на себе? Јас сум лут за се што се случува сегде, не само во Гостивар, него и сегде кај што се појавува ваков проблем, ваков или сличен, или кој не е добар за нашите граѓани, на нашата држава. Лут сум за се што, но ете се случи, затоа реков сега фокусот е да се врати во нормала ово состојба, па за сето друго мислам дека ќе имаме доволно време се да се анализира и се точно да се каже. Граѓанче, како е може на толку водни ресурси, Шар планина, Гостиваритето да немаат вода, да немаат прица? Проблемот со водоводите, вие градоначалниците како повеќе да сакате паркови да правите, клупи, плоштадчија, отколку под земја да копате, ама тоа не се гледа, не е атрактивно за граѓаните, за гласачите. Јас не би рекол така, затоа што веќе беше се работеше на една нова водоводна линија со поголем капацитет, кој очекувавме негде за месец-два да се дозаврши и со истата водоснабдувањето да се подобри во целиот град, мислам и во околните села. Второ, исто така имаме проект паралелен заеднички преку Полошкиот регион со општина Тетово, мислам се работи и таму и кај нас на истите работи, така да нормално треба малку време за некои проекти, затоа што не се проекти што се прават за 1 или 2 месеци. Целта во секој случај беше за догледно време да имаме и добро водоснабдување и добра контрола, исто така и друг, ќе кажам, проект кој е сработен и чекавме да се доврши за да се почне со анализи од самото предпријатие со лабораторија, така да овие сите се тековни работи кои се надевам сега и може и ќе се обрзаат и ќе бидат готови. Во предпријатието, дали, значи немало лаборатории, нема микробиолози, имавте договор со институтот, со некоја друга овластена лабораторија секојдневно да прави контроли? Јас точно не знам, мислам дека со Центарот за јавно здравје, според тоа што ми го кажа од предпријатието, и контролите се правеле, мислам, еднаш неделно од страна за Центарот за јавно здравје. Не стои. Имате ли филтер станица, фабрика за вода, Гостивар, има ли? Како Штип, како Кочени? Пречистителна станица? Филтер станица Гостивар моментално нема функционално, затоа што е завршена првата фаза, но не е довршена втората фаза, која исто така е планирано со таа затегната состојба, е планирано да се заврши. Градоначалник, сакате да кажете дека ова е дел од оној проектот на СЕКО? На филтер станицата? Не. Тој е СЕКО, пошто има неколку две фази, ако не се лажам. СЕКО 1 е предвидена била филтер станицата, СЕКО 2 друг дел се работеше, мислам се работела предходно, пред неколку години, така да таа втора фаза од филтер станицата треба да се доврши. До каде, дали ни е предаден во собственост и во потреба резервоарот, тој 20 километри цевковод и ова што се правеше со 7 и нешто милиони? Зоран, за детали не можам затоа што не сакам да кажам нешто што не е точно.
За детали околу тоа точно не знам, меѓутоа ќе ги имаме тие информации, затоа како што кажав, сега сме фокусирани на ова состојба да се помине. Градоначалниче, дали во архивите видовте дека и порано имало проблеми пред 10 на 15, 20 години во Гостивар? Нешто ми прочитав, ми падна на око до некој портал дека негде 2017 имало некаков проблем исто. Тоа не знам, скоро пред некој ден го прочитав. Сега околу тоа и околу епидемијата не сакам да зборувам многу, затоа што и во однос на бројките, вчера на пример кризниот штаб за вчерашните бројки за Сендом вели 97 прегледи. Тоа не се 97 граѓани кои имаат таква симптоматологија, туку се граѓани што побарале било каква помош. И треба точно да се каже дека од тие 97 овој број побарале затоа што имале такви симптоми. Меѓутоа сега во ова време и во оваа ситуација никој не гледа толку детално на се тоа. Искомуницирате ли со другите градоначалници? Еве се јавија сега и Крушево, Валандово, Пластица, Да, значи едно можам да кажам дека на дело се виде помошта, солидарноста на сега да не речам скоро сите, но на повеќето градоначалници кои ме исконтактира и директно, кои помогна секој на свој начин, така да беше, мислам, се случи нешто и во таа прилика видовме дека секогаш сепак може да сметаме еден на друг. Сега имате проблем со пластичните шишиња? Не би рекол дека имаме проблем. Има веќе почетно има 7 точки пакомак во договор со маркети за на Монтенегро, ќе се постават уште неколку од страна на јавното претпријатие Комуналец, така да не мислам дека ќе има било каков проблем. Околу залихите, тие ќе се трошат полека, така да не мислам дека е тоа проблем. Може да биде само тема за да има зашто да се зборува. Кој ќе ставите нов директор или сега тешко ќе најдете кандидат на комуналното нов директор нема, јас имав една средба со сите управители на сектори што се внатре во им кажав реално да одредат еден од нив што сега привремено овој месец-два да ја врши таа функција административно, за да може нели да функционира, затоа што има и други дејности што ги врши тоа претпријатие. Па после ќе седнеме и ќе видиме со сигурност ќе го направиме најдоброто решение. Се видовте, бевте или дојде кај вас јавниот обвинител да не дојде и републичкиот, Савески, он беше на состанок во Гостивар. И он е од Гостивар. Да, од Гостивар не, јавниот обвинител не бил кај мен, не сум се видел, до сега во ова фаза не. Не ве викнаа во обвинителството во истрагата? Не. За крај, сака нешто да ја праша и хидроинженерот, меѓутоа викуваат цело време Петрушевски вели има ли срам Валбан Лимани градоначалникот да не чувствува морална одговорност? Јас нормално пред се како човек и татко на 3 ќерки и како лекар, кажав уште еднаш, чувствувам се, кажав и без и лутина и разочарување, затоа што ова се случува во почетокот на мојот мандат, во однос на се друго, кога ќе помине се. И оваа ситуација и истрагата, тогаш ќе може да зборуваме малку повеќе. Околу протестите, малку чудно е, многу малку луѓе излегоа. Сега, и како реагираат другите албански партии, како го толкувате вие? Не знам, не сакам... Да беше за нешто друго, за... Малку ќе бидам и брутален. Јас мислам, за знаме, за јазик излезаат десетини. Јас мислам дека не е моментот за отварање нови теми и за пенсионирање на ситуацијата безпотребно.
Тоа тие се слободни теми кои ќе може да ги зборуваме после 2-3 месеци, дали кој што мислел, зошто не излегол, зошто излегол. Мислам дека воопшто не е потребно, а мислам дека и вие као човек мислите дека се е најважно здравјето на нашите граѓани и пристапот до вода. Да. Начков сака да ме праша нешто. Повелете. Градоначалник, ме интересира дали комуналец Гостивар има дозвола од Министерството за животна средина од каде ја зафаќа водата. Каптажа, бунариот. Тоа е постапка законска согласно законот за вода. Јас не знам точно, претпоставувам дека имаат. За такви детални и точни информации ќе треба да се обратите до јавното предпријатие, тие директно да ви кажат. Значи и друго, дали на тој потек изворите согласно законот се со елаборати се докажува заштитните зони? И дали тоа го имате? Ќе ви го повторам одговорот, затоа што јавното предпријатие менаџира, сигурно тие документи потребни кои се ги има јавното предпријатие, но јас не можам да кажам од мојата позиција дека вака, така или е поинаку. Да. Градоначалниче, само за крај, што велат експертите, стручните луѓе, која ќе биде вратен во нормала водоводот, кога гостиварчини ќе можат Точно кризниот штаб да го користат? Техничката вода најверојатно утре или задутре најкасно, според сето тоа како се одвива досега работата и сите испитувања, а се надевам дека водата за пијање најверојатно до крајот на наредна недела. Според Мало внимание, градоначалник на Гостивар. Благодарам и се надевам дека многу брзо ќе се врати во нормала водоводот, водоснабдувањето и воопшто животот во Гостивар. Начков, Маđовски, имаме уште некоја минута. Начков, да ми кажете, на времето сега, кој беше градоначалник, Пенов ли беше, тогаш почна да се шират информации за приватизација на Скопскиот водовод. Па се користеше примерот со Софија. За Вие среќа, бевте тогаш во водовод. види, за среќа, придонесум дали ја затоа што преседател на синдикатот реагиравме жестоко за приватизацијата. Јас сум бил на преговори и во Вашингтон на ова тема. Таа работа за среќа што се стопира. За ваша информација, како е направена приватизацијата, ја зема едне глечине во Софија. Имаш еден македонец во Софијски водовод, ми вели Борис, доваѓал тука на конференции во Охрид, ова, она, и како вика го направа тоа со англичаните? Вика, во прописите цената ја утврдува Советот на Софија. Ама што прават, вика тие? Да координаторите на советничките групи од ова ќе им купат по една кола и то поминува лесно. И нас ќе се случеше исто и ќе имавме уште еден бомбона бизнис. Јоване, имаме уште еден слушател и завршуваме. Добар ден, ако е се уште на линија, го слушав како се подготвува да зборува. Ало? Ако останал се уште. 032-397-707, ока 104. Режија го нема? Не. Начков, велат дека во наредниот период, блиската и подалеката иднина, борбата за храна, борбата за вода ќе бидат приоритетни. Македонија, како стои со водата? Има ли доволно ресурси? Значи, светските експерти... Може би имаме доволно, ама не се справуваме и не се грижиме како што треба. Светските експерти предвидуваат дека идните војни ќе бидат за водите, не за нафтата. Македонија е во добра состојба. Меѓутоа, нашата аljкавост и дезорганизираност, нестручност, поготово на централно ниво надлежните, се плашам дека вакви работи ќе ни се повторуваат уште долго. Значи, сака ред,
све што е со води, да помине така предвидува законот за води во Министерството за животна средина. И оние луѓе што се задолжени со ова работа во транспорт и врски. Во транспорт и врски се железницата, патиштата, автопатиштата да ви сообраќаат. После до дупка на свирало им се водите. Во земјоделие, оризарите, туда е лозарите. После до дупка на свиларо. Во економија да не го гледа. Све во животна средина. И овие два-тројца луѓе под во министерствата да поминат во животна средина, да има концентрација на кадар и да работите почнат да се работат поодговорно и подпрофесионално. Ве консултирали некој? Постарите или кои ќе отидат во пензија ве забораваат? Па за жалост, за среќа во водовод се уште има добар кадар, строчни луѓе, комуницираме, меѓутоа и они ќе отидат во пензија, треба да зборат со новиот директор, да прима некои луѓе. А што ќе прима студенти нема запишано? Па сега да најде, мора да се најде. Јас кога бев, да кажеме, технички директорот му вилам вака, нема. Вика, најди двајца, сум нашол двајца и сме ги вработиле во водовод и канал. Така и сега треба да се направи. Ако не, градот треба да направи стипендија на еден во градот, водовод за некој вова, и за одреден период да излезе, за да има континуитет во пренесување на искуствата. Ние сме училе од искусни луѓе. Ги кажав кои се претходни. Сме научиле, сме оспособили и луѓе кои што сега го работат тоа, меѓутоа тоа треба да биде континуиран процес. Тек не чека уште полошо. Купените дипломи и нестручниот партиски кадар си доаѓаат за наплата. Го коментираат тоа што и вие го рековте слушателите. Маđarски? Јас за крај само би сакал да ја пренесам пораката на градоначалникот дека утре заутре, да речеме до понеделник, ќе имаме техничка вода, може да се бањаме слободно, да може да приготвуваме, веројатно така ако го разбираме тоа. Како рече за недела? За една недела дека ќе заврши таа работа. Тоа би сакал да е вистина. И да се молиме таа инкубација да ја донесе жолтица. Јас би сакал да му верувам на градоначалникот дека ова ќе биде така, бидејќи во кризниот штаб таму има информации. А оној делот Пановски што кажа исто така. Се надевам дека тоа нема да се случи. Не би требало на Гостивар уште една непогода да му се случи. И послушај го хидроинженерот Начков. Не е многу сјајна и флашираната вода. Така ли? Начков? Да. Нема подобро од водовод. А нека ме уверат, јас ќе се вратам пак до чешмата. Основна животна субстанца нема работа и развој. Ти да направиш едно маркетче, мораш да имаш за да го пуштат санитарен чвор. То кажува вода, воздух и почва. Што се прави во животна средина? Воздухот и отпадот. Треба да и водата. Еве да ви кажам како е во Словенија и во согласно национална стратегија. Републички хидрометеоролошки ги мери водотеците на реките, воздухот и градобините, рекети кои сега функционираат. Тој е составен во Министерството за животна средина. Што се случува сега во земјоделие? Тутунари, лозари, пченичари, ова, она. Други гајли, многу име гајле. И не му дават пари на хидрометеоролошки завод да има гориво за да може тие анализи теренски да ги прави. Вам му треба да помине. Борис Начков, хидроинженер, Зора Маđarски, новинар. Благодарам за гостувањето. Благодарност до Никола Пановски, доктор Никола Пановски, благодарност и до градоначалникот на Гостивар Вајбал Лимани, кој што се вклучи во денешната емисија Стадион. Пријатно до слушање до наредната сабота. Стадион, емисија за вашата вистина.